Гостин во Урбаните вести е градоначалникот на општина Аеродром, господинот Златко Марин. Добро дојдовте. Добро најдов. Најпрво да ви честитам за победата и се надевам дека до крајот на вашиот мандат, односно после 4 години, ќе ја оправдате довербата на граѓаните на општина Аеродром. Ви благодарам за честитките. После 4 години ќе се видиме пак, ќе видите дека ќе оправдам довербата. Така. Кога дојдовте на вашата функција, во каква состојба ја затекнавте општина Аеродром? Општина Аеродром е една од најурбаните општини во Македонија. Меѓутоа ја затекнавме со многу депонии, со сообраќајен хаос, со слаба водоводна мрежа, со немање на капацитет во градинките, уствари една запоставена веќе општина. Дали ќе ги довршите тековните проекти кои се започнати од претходното раководство? Па се што е во интерес на граѓаните ќе продолжиме и ние да го спроведуваме понатаму, меѓутоа тоа што не е во интерес, како што беше договорот за тениските игралишта, нормално дека ќе прекинеме соработката. Во тој договор конкретно му се даваше на услуга на еден стопанственик 7000 квадрати земјиште, ослободено од комунали, купено земјиштето за да направи 6000 квадрати деловен простор и 1000 квадрати тениски игралишта. Тоа не може да биде во интерес на граѓаните, затоа што граѓаните на Аеродром ќе имаат само еден ден во месецот да ги користат тие терени, а концесијата ќе беше на 35 години. Дали е потребно според вас да се направи некои измени во работењето на општина Аеродром во функционирањето на општината? Па сигурен сум дека требаат измени, затоа што тоа го бара и граѓаните на овие избори и го покажа. Аеродром беше една нетранспарентна општина, така се носи и деталните урбанистички планови и беше далеку од граѓаните. Ние ќе поставиме нов концепт на работа, што веќе во овие месец дена го спроведуваме. Тоа е општината да биде поблиску до граѓаните, градоначалникот да биде блиску до граѓаните. Покрај редовните средби што ги правиме во општината и отворениот ден за граѓаните, правиме средби и надвор од општината. Се ближи крајот на 2017 година, дали сигурно, односно имате план, кои проекти ќе ги започнете до крајот на годината, што ќе се реализира до крајот на оваа година? Минатата недела со одлука на Советот имаше измени во планот за јавни набавки и веќе до крајот на оваа календарска година, подовите во училиштето Лазар Ангеловски и Љубен Лапе ќе бидат променети. Се изработи акцијски план за чистење на депониите и нормално ќе спроведеме се до тоа до крајот на оваа година. Кои се проектите што се предвидени да се реализираат во следната година, односно наредната 2018 година? Што ќе работите тогаш? Па веќе ќе отпочнеме можеби и оваа година со проширување на градинката Буба Мара. На крајот на оваа година или почетокот на наредната, патот, тоа се како капитални објекти, како капитални проекти, потоа патот Јурумлери до Драчево во Долно Лисиче, што е во катастрофална состојба. Аплициравме за уште 2 градинки за проширување во соработка со Министерството за труд и социјална политика и еден затворен базен во едно од основните училишта. Добро. Еве денес имавте односно една активност, нели ќе отварате канцеларија за матични книги на родините, ќе ни кажете подетално. Како што кажав претходно, институциите мора да бидат поблиску до граѓаните, за да ги немаат тие малтретирања, одење по шалтери во други општини и за да извадат матична книга, тоест извадат од матичната книга на родените или венчаница или умреница. Заедно со директорот Јого Котевски направивме напори да отвориме канцеларија и во нашата општина. Луѓето ќе можат кај нас да аплицираат за извод, да не одат никаде по другите институции. Кога ќе биде изготвен изводот, ќе им се јават на телефон да си го подигнат. Така, сметате дека тоа ќе биде добро за граѓаните на општина Аеродром? Па се што е поблиску до граѓаните сигурно е многу подобро. Значи ние треба да бидеме услужна дејност на граѓаните. Ние сме во услуга на граѓаните. За да не се малтретираат граѓаните, ние им го овозможуваме тоа да им биде во нивната општина. Добро. Што е потребно да се направи во делот на инфраструктурата? Рековте и во текот на вашата кампања, нели? Имавте доста проекти, меѓутоа еве ќе ни кажете во делот на инфраструктурата што ќе работите? Во соработка со градот Скопје, прво ќе мора да ја подобриме водоводната мрежа, затоа што во високите зони во Аеродром има недостиг на притисок и вода нема од 6 спрат нагоре.
Тоа е едниот дел што ќе се работи на тоа во соработка со град Скопје. Вториот дел е проширување на булеварите, тоест пробивање на булеварите, посебно за булеварот Асном, кој би поминал преку Вардар и би се вклучил кај Континентал, со што би се намалил сообраќајниот метеж. Ако се намали сообраќајниот метеж, нормално тоа се подобри услови за живот на граѓаните, како и помали гужви на Сабајле, почист воздух и сето тоа. Општина Аеродром започна со чистење на дивите депонии. Што конкретно ќе се чисти и ќе ни кажете нешто повеќе за најавената голема екоакција што е во соработка со градот Скопје? Во Аеродром има во моментов 4 големи депонии. Ако зборуваме тоа големи, се значи пространство по 200-300 метри, по висина по 2-3 метри, значи депонии што со години се толожиле. Отпочнавме со чистење на истите, ќе треба време за истите, меѓутоа ќе треба и соработка од граѓаните или од сите фрлачи на шут во тие депонии. Помалите депонии се околу 15, тие за најбрз можен рок мислам за 15 на дена ќе бидат изчистени. А во врска со акцијата што е во соработка со град Скопје, офатени се сите јавни предпријатија од градот Скопје и во општините, значи вработените во истите со механизацијата ќе се оди на генерално чистење на целиот град. Од депонии, од паркови, од чистење на тротоари, од прскање на тротоари, значи почнувајќи од општина Сарај, сите општини по 2 дена ќе учествуваат во чистењето на истите. Околу 1000-1500 луѓе ќе учествуваат во оваа акција, резултатите ќе ги видиме за 20 на дена. Во делот на образованието, што е она што ќе го направите? Ќе има ли изградба на нови училишта, на нови градинки, бидејќи нели знаеме дека проблемот во Скопје па и во цела Македонија е нели недостиг на слободни места за дечињата во детските градинки? Пред малку напоменав, значи ќе отпочнеме веќе со проширување на Бубамара, градинката, со што ќе се зголеми капацитетот, да, недостиг има, и тоа е горли проблем во Аеродром, па и во другите урбани општини. Во текот на мандатот имаме планирано уште зголемување на уште 2 капацитети, што можеби уште едниот ќе биде уште на веќе наредната година, и изградба на 2 нови градинки. Училиштата ќе се грижиме за училиштата за да бидат нели во функционална состојба, имаме помош предвидено веќе од септември на наредната учебна година за секој првоодделенец по 3500 денари за да се олесни почетокот на учебната година. Обезбедувањето и во градинките и во училиштата ќе падне на товар на општината, а не како досега на товар на граѓаните. Дали остануваат униформите на децата во училиштата, бидејќи кружат некои информации дека ќе ги укинете овие униформи? Околу ова нешто информациите повеќе? кружат, меѓутоа дека сега се направи веќе нацрт буџетот, предвидени се средства за наредната година за униформите. Дека има поделено мислење меѓу родителите, дали требаат униформите или не требаат, го има. Меѓутоа ние ги предвидовме средствата, сигурно ќе биде подобар квалитетот на истите, на униформите мислам, а меѓутоа до текот на наредната година ќе се направи истражување со кое ќе видиме дали навистина родителите ги сакаат униформите или не. Меѓутоа сега се предвидени и не се укинати, како што беше пласирана информацијата. Така, значи тоа се неточни информации. Неточни. Кои се покрупните зафати што планирате да ги реализирате во текот на следните 4 години, да наброиме, да кажеме, да ги запознаеме повеќе нашите гледачи за што ќе работите, што ќе добијат нешто? Општина Аеродром е, мислам дека единствената општина во Македонија што нема сопствена општинска зграда. Еден капитален објект ќе биде тоа сигурно и што ќе се реализира во овие 4 години. Втората работа е гасификацијата на општина Аеродром во соработка со владата на Република Македонија и градот Скопје и поврзување на сите јавни установи со истата. И третата работа е културниот центар, мултикултурниот центар што ќе треба да се изгради во општина Аеродром. Тие 3 работи се клучни што мора да ги се капитални што мора да ги реализираме во наредните 4 години. Јас се надевам дека граѓаните на општина Аеродром ќе бидат задоволни од вашето работење и еве би сакала да ни кажете како ја замислувате општина Аеродром после 4 години, односно на крајот на вашиот мандат. И јас се надевам дека ќе бидат задоволни, а ја замислувам како модерна, урбана, чиста општина, поблиска до граѓаните.
општина со која ќе работат граѓаните, а градоначалникот и членовите во советот само ќе бидат нивна услуга. Градоначалник, јас се надевам дека ги запознавме малку повеќе околу работењето на општина Аеродром и вашите планови што ќе се гради во текот на вашето работење и ви не ми преостанува ништо друго освен да ви се заблагодарам за гостувањето. Ви благодарам на вас за поканата. Благодарам.